објасни. Овој ребаланс ја открива главната слабост. Владата сака да ја задржи реториката на стабилност, но бара инструмент на нестабилност, поголем дефицит. Не може истовремено да тврдите дека се е под контрола и да барате толку големо проширување на буџетската дупка. Особено проблематична е приходната страна. Даночните приходи се намалуваат за 900 милиони денари. Акцизите се намалуваат за 1,6 милиарди денари. Во ред владата може да каже дека ова е последица на мерки за горивата. Но тогаш мора да одговори кои расходи се кратат за да се компензира ударот. Наместо тоа гледаме зголемување на расходите. Тоа не е консолидација, тоа е ширење на буџетот со нов дефицит. Капиталните расходи се главниот изговор со кој владата ќе се обиде да го брани овој ребаланс. Ке се зборува за патишта, коридори, железници, локални проекти и пречистителни станици. Но фактите се безмилосни. Сите овие капитални инвестиции се оставштина од претходната влада. Нема ниту еден нов проект од оваа влада. Овој ребаланс има уште една слабост. Многу од објаснувањата се општи. Се зборува за инфраструктура, ранливи категории, земјоделие, колективни договори, локални проекти. Но јавноста заслужува детали. Која програма, кој проект, кој рок, која институција е одговорна, која мерка ќе се реализира и што ќе биде резултатот, кои се новите проекти или зборуваме за заостанати обврски кои не се платени. Затоа денес нема да го прифатиме објаснувањето дека ова е само потребно согласување. Ако е потребно согласување, тоаш покажете што било погрешно во првичниот план. Ако е развоен ребаланс, покажете кои развојни проекти ќе завршат годинава. Ако е социјален ребаланс, покажете како ќе се намали сиромаштијата. Ако е стабилизацијски ребаланс, покажете како ќе се намали дефицитот. Но не можете да го наречете и развоен, и социјален, и стабилизацијски, а истовремено да го зголемите дефицитот за над 7 милиарди денари. Почитувани колеги, оваа расправа не е само за бројки. Ова е расправа за моделот на управување. Дали државата ќе планира внимателно, ќе троши дисциплинирано и ќе инвестира мерливо? Или секоја година ќе гледаме ист модел? Големи ветувања во буџетот, ребаланс во текот на годината, дополнителни средства, нови оправдувања и повторно недоволна реализација. Ние како опозиција не можеме да поддржиме ребаланс што го зголемува дефицитот без доволно убедлива гаранција дека дополнителните средства ќе создадат реална вредност. Не сме против инвестиции, не сме против поддршка на граѓаните, не сме против земјоделците, учениците, пациентите или општините. Ние сме против лошо планирање, против непрецизно образложени расходи и против политика секој проблем да се решава со нов долг. Почитуван заменик министер, на крај ќе кажам јасно. Овој не е ребаланс што гради доверба. Ова е ребаланс што бара доверба без доволно докази. Ако станува збор за јавни пари, довербата не се бара со политички говор. Таа се заработува со точни проекти, јасни рокови, контролирани расходи и резултати што граѓаните може да ги видат. Затоа ваков ребаланс, без дополнителни гаранции и без поголема транспарентност, не заслужува поддршка. И во ова насока барам од вас одговор на неколку прашања. Кој конкретно погреши во првичните проекции, поради кои сега дефицитот се зголемува за над 7 милиарди денари? Дали ова последниот ребаланс за 2026 година? Колку ќе порасне јавниот долг по усвојувањето на овој ребаланс? Колку дополнителни каматни трошоци ќе произлезат од поголемиот дефицит? Зошто даночните приходи се намалуваат ако наплатата е стабилна? Кои расходи се скратени како компензација за намалените даночни приходи? Колку од капиталните расходи се за нови проекти, а колку за веќе преземени обврски? Затоа што ова не е технички ребаланс, ова е признание за погрешно планирање. Затоа што кога расходите растат побрзо од приходите, сметката ја плаќаат граѓаните. Затоа што нема стабилност со дефицит што расте за над 7 милиарди денари. Затоа што фискалната политика не е трошење денес и задолжување утре. Затоа што ребалансот треба да објасни грешки, а не да ги покрие.
И на крај, затоа што, колеги, Македонија заслужува буџет со дисциплина, рокови, отчетност, домакински буџет. Благодарам. Благодарам. Следен